Македонските компании ќе се соочат со големи финансиски загуби поради 7-дневните протести на транспортерите поради новиот ЕС систем, велат дел од стопанските комори во земјава. Иако во апсолутна бројка колкави би биле штетите кои би ги претрпеле компаниите во моментов немаат, сепак од бизнис секторот оценуваат дека бројките на крајот од денот би биле загрижувачки, бидејќи загубите ќе бидат по повеќе основи. И тоа пенали за задоцнета испорака, намалување на производството, недостаток на суровини. Проблемот со новиот систем наместо со блокади, од коморите сметаат дека треба да се решава институционално. Иако ги поддржуваат реакциите на транспортерите, сепак оценуваат дека се работи за проблем за кој е потребно да се изнајде системско решение. Првиот човек на Сојузот на стопански комори, Горан Георгиевски, вели ова е регионален проблем и според него представува иницијална каписла со која што се сака да се катализира, вели, процесот на изнаоѓање на соодветен договор меѓу Европската унија и регионот. Не се знае на каде се ќе се тој меѓународен транспорт ќе допре, односно ќе влие за да се зголемат трошоците или пак како ќе влие конечно на производството, бидејќи тука можеме да ги вметнеме елементите на доколку не испорачате одреден производ на дадена дестинација во Европска унија, да имате и пенали да плаќате. Понатака намаленото производство, ставот на Сојузно стопански комори е дека ги поддржуваме реакциите и ги сметаме како еден вид катализатор со цел да се овозможи да се најде системско решение. Дека загубите ќе бидат од големи размери алармира и од Стопанската комора, од каде посочија дека за надминување на проблемот, но и последиците од него, уште минатата недела заедно со коморите од регионот испратиле писмо и до претседателката на Европската комисија. Заедно со коморите од Западен Балкан упативме заеднички апел до претседателката на Европската комисија, во кое укажуваме дека очекуваме земјите членки да усвојат привремени мерки, овозможувајќи им на професионалните возачи непречено да го вршат меѓународниот патен транспорт, се додека не се воспостави трајно и системско решение. Ваквиот пристап би бил во заеднички интерес на Европската унија и Западен Балкан, велат од Стопанската комора. Блокадите на граничните премини според најавите ќе траат 7 дена.